Благодарам. Почитувана председателка на комисията, почитуван заменик министър, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Бочварски, согласно деловничкото време за реплика ќе се обидам да ви укажам што е всушност реално во предвидувањето и реализацијата на буџетот, што всушност очекуваат граѓаните да се реализира и што се реализира во овој момент во сите населени места за подобро секојдневие на сите наши сограѓани. Очекувано овие денови и на општата комисијска расправа, очекувам да биде и на амандманската, па потоа и на пленарната, дека вие како опозиција ќе се обидете со бројки, гола реторика, популизам, ќе се обидете да укажете на граѓаните како овој буџет не е развоен и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ајде ќе тргнеме поред. Делумно само во рамките на втората фаза за јавниот повик, кои се одобрени 829 проекти во вредност од околу 15 милиарди денари и кои што ќе бидат реализирани преку Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина, Министерството за образование и наука, Министерството за култура, социјална политика, демографија и млади и Министерството за спорт. Вкупно 15 милиарди денари за подобро секојдневие на сите граѓани. Бидејќи доаѓам од Штип, еве, живееме заедно, и двајцата сме пратеници од Штип, знаете што се во овој момент се реализира во општина Штип и всушност тоа ги интересира граѓаните, колега. Голата реторика и популизам и бројките за, не знам, за зголемување на јавниот долг, за колку е растот на економскиот раст на државата, всушност граѓаните ги интересираат проектите за нивно подобро секојдневие. Знаете дека проектите за Штип, обиколницата од населбата Железничка и Пребег до населбата Плуждино веќе е во фаза на реализација. Реставрација на средновековната тврдина Исар, проект кој што е одобрен од програмата на Министерството за култура. Продолжување на булеварот Гоце Делчев, кој што за жал минатата година пред донесувањето на буџетот се обидовте да го прикажете како амандман, а знаевте дека веќе е распишан јавен повик за идено решение за самиот булевар, веќе одобрени средства од Министерството и ќе биде во фаза на реализација. Кружниот тек на булеварот Партизанска, кај просториите на Евана, скада систем за подобрување на водоводната мрежа во Штип. Знаете со каков проблем се соочуваат граѓаните и колку е битна водоводната мрежа во нашата општина. Нова улица од средното општинско училиште Јане Садански до Кртеке, кое што ќе ја подобри и безбедноста на граѓаните и протокот на возилата во тој дел од градот и уште најмалку 60 мали инфраструктурни проекти за подобро секојдневие на граѓаните. Колега, ова го гледаат граѓаните и сметам дека ова треба да биде темата на разговор, доколку сите мислиме добро за граѓаните и реализација на проектите за подобро нивно секојдневие. Ви благодарам. Контрареплика Благој Бочварски.